Поздрав на сите дечки, добре дојдовте назад на каналот на Благадуша. Значи нема воопшто да долговлекувам, јас често пратам македонски јутубери и помали и поголеми. Гледав последно видео и забележав некои нешта што сакам да ги поправите. Така да нема воопшто да долговлекувам, како што кажав, ќе снимаме сега видео како да дојдете до подобар квалитет на YouTube и како да почнете на YouTube, а да имате добар квалитет. Најпрво што ви треба, луѓе. Значи воопшто да не се лажете, ама воопшто да не се лажете дека ви треба скапа опрема за вие да почнете да снимате на YouTube и при тоа да имате квалитет и да ве засака публиката. Не. Значи јас кога почнав да снимам на YouTube, снимав со Samsung Galaxy S2 Plus, кој имаше камера некои 8 мегабајти и 8 мегапиксели, и не беше нешто нај во ред камерата, така да снимав со неја, но се трудев. Можете да снимате со камера од телефон, за да имате добар квалитет на тој изглед на тој изглед на видеото. Ви треба доста добро да се осветлени вие. Со тоа доста добро да се осветлени не сакам да кажам да купите какво осветлување или некакви рефлектори кои се буџетни или скапи. Значи можете да се осветлувате и со обична столна ламба и најдобро значи за тоа вие во столната ламба да имате бела светилка. Значи многу грдо изгледа кога вие имате жолта светлина или има они што се обични фактички ламби, има жолти. И навистина тоа изгледа грдо. Значи за најдобро да видите осветление е бело и донесете онака ламбата колку што може поблиску до вас да ве мава директно во лице да ве осветлува. Значи тоа е многу добро и при тоа камерата го вади најдобриот квалитет од вас, најдобрата слика ја вади фактички камерата. Значи ви треба, како што кажав, да се добро осветлени, доколку немате такво нешто и доколку не планирате да купите ламба или столна, како било, значи некаква ламба за да се осветлите, пробувајте видеата да ги снимате во денски, да ги снимате видеата преку ден и седнете онака, накрши прозорот каде што мава светлината, накрши него, значи вака прозорот е од таа страна, вие сте вака, накрши него. И искористете максималната природна светлина да мава светлината во вас и да ве светлува исто така, тоа е многу добро изгледа и ја ваѓа камерата максимумот го ваѓа од сликата што може да го имате. Потоа што ви треба, значи како што знаеме сите, телефоните и камерите немаат некој добар микрофон, што значи многу значајно за YouTube и за воопшто некакво видео е звукот, тоест аудиото. Пошто видеото е составено од видео, два главни делови, видео и аудио. Аудиото е исто важно колку и видеото. Што сакам да ви кажам, значи луѓе, пете си микрофон од оние што се бубица, ако знаете малецки, се закачуваат тука на блуза или тука некаде, значи бубици се приклучува во камерата, ако имате камера, посебно или во телефонот се приклучува. И тоа ви го снима, значи тие не се скапи, можете да најдете на AliExpress за јас значи порачав последно кога порачав такви беа $0.98, тоест не цел долар. 0.98 центи мислам, така или тоа, така? Значи 98 центи, луѓе. Па на вистина, значи вади онака добар звук. Финтата зашто се толку ефтини што се расипуваат брзо, да. Сега не знам колку брзо се расипуваат, вака да ви кажам, но се расипуваат брзо. Па не се скапи, за нивната цена ваѓа добар звук што на вистина би изгледал подобро од звукот што го имате на самата камера вграден или на вашиот телефон. Значи како што кажав за микрофон, правиме мовет за почеток што опрема што не е скапа и што нема потреба да вложувате скапа опрема, правиме за тоа мовет. После ќе правиме мовет за тоа како натаму да си апгрейдувате и што да правите. Исто така одиме на третиот дел, значи имавме прв дел за видео, имавме втор дел за аудио и сега одиме на третиот дел што е многу важен. Значи луѓе, важен ви е едитот многу, значи 60% ви е важен едитот. Гледам многу јутубери едитираат во Movie Maker. Луѓе, ве молам, значи немојте Movie Maker, тоа е, признавам, мене ми се случи. Почнав да, значи првото видео што го направив беше со Movie Maker и беше катастрофално, катастрофално. И тогаш го запознав исто така Зик кој ми кажа, брат, значи не јас онака некој знаење за тие програми Sony Vegas или Adobe Premiere како што сега ги познавам и ги знам. Ми кажа Зик, значи немој со Movie Maker, таква и таква е работата, имаш програми кои имаат многу поголеми ефекти и опции и кои вадат максимум од тоа што можеш да го направиш и што умееш. И така да луѓе, почнете си, Adobe Premiere е тешка за почетник, но Sony Vegas верувајте ми дека не е тешка програма, секој почетник кога може, јас секој почетник може да ја свати Sony Vegas
Играјте си едноставно со програмата, уклучете некако без врска клипче, сецкајте, сечете како сакате, речете го, значи сецкајте, сечете, додавајте ефекти, текстови, музики, експериментирајте и ќе го научите многу лесно со Vegas, е многу лесен за работа и многу добар, предобар, значи најдобар програм за едит што досега јас сум работел со некаков програм или сум го запознал тој програм, значи најдобар досега. Луѓе, сакам да кажам, значи кога снимате ви е доста потребно да внимавате на фокус. Фокусот, значи ако видеото да нема фокус како што треба, е катастрофа, значи подобро избришете го и не го едитирате тоа видео. Мене ми се случи, значи јас признам дека мене ми се има во неколку видеа случајно да фокусот е катастрофален, сум го наместил, фокусот ме снима добро, фокусот и во моментот јас седнувам тука за да ме снима, фокусот се изместил, признам неколку пати ми се случило тоа, се изместил фокусот. Ја како после тоа го гледам, ме мрзи, значи не можам да го преправам како е такво е, сум го пуштил, но верувајте ми дека тоа не чини. Јас се каам поради тие некои видеа, но какви се сега веќе тоа е, веќе се ги пуштени одамна и верувајте ми дека тоа не чини, немојте, значи ако треба премачете со шинешки добро, внимавајте на фокусот, значи најдобро е да има некој позади камерата што ќе внимава на фокус и на се останато. Исто така е многу важно да немате некои шумови додека снимате од страна, значи доста се случува мене, например, многу ми се случуваше многу често мене. Компјутерот ми бучи, тоа се слуша во видео, изгледаше катастрофално, така да јас морав да ставам музика погласно, да не се слуша шумот и бучењето од компјутерот, за видеото да изгледа добро. Морав да ставам музика погласна и поради таа погласна музика што ја ставав, не се слушаше мојот глас каде што јас зборувам. И многу јутубери ми имало опоменато за тоа. И не можев да најдам некакво чаре, но потоа се најдов чаре, значи најдобро луѓе, додека снимате изгаснете го компјутерот или телевизорот што и да имате, воопшто да немате шум додека вие снимате на аудиото, да не вади никаков шум, да е она чисто вие да се слушате, потоа си ставате ако сакате некоја тивка музика во едитот да изгледа онака привлечно и добро. Четврта ствар луѓе е тамбнейлот, значи тамбнейлот мора да изгледа добро, да изгледа привлечно, значи кога ќе го видиш ти вака тамбнейлот, ова е интересно, дај да го отворам да видам што е во видео. Мора да изгледа тамбнейлот добро. Едитирате, немој, значи Paint е исто како и Movie Maker што е за видео, Paint е за тамбнейл исто. Немојте Paint, значи отворете го. Photoshop полека, како што кажав исто и за Sony Vegas, Photoshop полека ќе го експериментирате, ќе го научите. Еве јас значи кажувам бев тапа и за тамбнейл за Photoshop бев значи тапа. Ми помогна малку Zig, гледав на YouTube видеа како што и го научив Sony Vegasот, го научив Photoshopот, ги научив екстра. Потоа полека вие значи како што сакате од кога ќе почнете на YouTube, вие многу важно и рекламата, каде се рекламирате и како се рекламирате. Многу е важно како се рекламирате. Исто што сакам да кажам, значи многу ми имаат пишано, ајте молам суп или ајте молам лайк. Не, немој, значи не знам колку сте гледале видеото од VJ. Ќе дојде дека ги превземам фактички неговите зборови, но вистина е така, значи немојте луѓе ми пуштате и не само мене, на кого и да било, немојте ми пуштате линк на чат или каде било, ајте молам лайк или ај суп. Значи како што има кажано во неговото видео VJ, еве поздрав за него, како што има кажано VJ во неговото видео, пуштете ми и прашајте ме дали ми се допаѓа и што треба да поправите во него, дали е во ред и што не е во ред, например да ви дадам совет. Ако мене ми се допадне видеото и ако мислам дека заслужуваш ти лайк или subscribe, значи јас сам сум свесен дека ќе ти ставам тебе, дека треба ти ставам, ако ти фактички заслужуваш. Погледнете го каналот на VJ, имате многу добри видеа кои ќе ви помогнат за техника, аудио, видео, микрофони, камери и слични работи. За понатаму, што може да ви помогнат за понатаму, погледнете во тој канал, за буџетни камери, за буџетни микрофони, како да си апгрейдувате понатаму, например микрофон конденсер или не знам каков ли микрофон друг, DSLR камера понатаму да си апгрейдувате, да земете со тек на време. Значи погледнете го VJ каналот за тоа, таму имате многу објаснати работи, дечкото се екстра ги објаснува тие работи. Тоа беше тоа, дечки, се надевам дека ви се допадна. Доколку ви се допадна ова видео, оставете лайк, оставете subscribe, доколку не ви се допадна, слободно оставете дислайк. За секаков совет и нешто што сакате да ме прашате, пишете ми слободно. И ќе се видиме.